civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Функционира собранието, се разбира, но отежнато заради блокадите од опозицијата кои ги најавија. Јас во неколку наврати сум зборувала на оваа тема за блокади во собранието, зашто ова не е прв пат што се случува, и претходно имавме блокади, но не беа така експлицитно наведени како блокирање на собранието. Сега опозицијата се реши дека ќе има активна блокада во собранието, што тоа значи. Она што сега се случува е дека на одредена тема, значи некој предлог закон, се зборува долго, односно, не знам, 30-40 пратеници се пријавуваат за збор, па потоа тоа оди нели со реплики, контрареплики и така натаму, и трае сета таа дискусија трае подолго од вообичаеното. Но колку год да бидат, нели, еднаш завршува дискусијата и потоа се преминува на одлучување. Така што тоа е она што се случува, тоа е таа активна блокада за која се зборуваше. Се разбира, проследена со тензии, јас секогаш сум била против такво нешто, против блокирање, против бојкотирање, особено сега во состојба кога имаме глобална економска, енергетска криза, кога имаме војна во Украина. Сметам дека е неодговорно да се попречува работата во собранието. Она што граѓаните го бараат од нас е одговорност и посветеност во решавање на нивните проблеми. Бидејќи гледаме дека граѓаните се соочуваат со сериозни проблеми, се разбира дека целава ситуација е многу неизвестна, многу непријатна, и ние сме должни, затоа и не бирале граѓаните, без разлика дали сме дел од мнозинството или од опозицијата, да бидеме одговорни и да работиме најефикасно, најефективно во интерес на граѓаните и решавање на нивните проблеми. Тоа е она што граѓаните го очекуваат од нас. civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.